Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Конечно пристигнавме во студиото и со огромно задоснување, се извинуваме поради тоа, започнуваме емисијата. Имено, мали технички проблеми овдека околу каблите мој, но и тоа се случува понекога. Знаете дека сме прецизни. Тука сме секоја вечер од 20 до 22 часот, така што и вечерва ќе се дружиме. Ке имаме муабети, овие два дена имавме плодни разговори, така што дојдовме до некои заклучоци, почеток на школска година и слично. Но, на почетокот првен ќе идеме за убави работи. Имено, факт е дека една од најбитните работи кај нас во животот ни стана мобилниот телефон. Тој и компјутер, и средство за комуникација, и средство за изразување. Јас сум малце старомоден и ако немам тастатура, голем монитор и маус, ја не можем ни да геймам како што треба, но исто така мобилниот ми е се поголем дел. Иако ја сакам малце поголеми екрани, например, ако може мобилниот да е вака олкав, така толкав, симото него и добро. Процесорската моќ која имаат новите модели, тоа е веќе застрашувачко. Подобри перформанси имаат одошто десктоп компјутерите. Имено, јас сум веќе во фаза, бидејќи овој систем што го гледате овдека, мојот компјутер, имаме едно огромно куќиште овдека, и тоа даваше стабилност, брзина, квалитетна репродукција и така натаму. Но сега веќе за мобилните телефони, еве го мојот мобилен овдека, постојат ова е на гимбалот, ова е она средство за снимање кое е не мора, не го покажуваме. Океј, средство за снимање убаво стабилизира онака филмски прави, благодарејќи на моје колеги ми препорача и купив едно и навистина добри видеа се вадат со ова чудовиште, кој има и свој софтвер. Постои една десктоп варијанта, каде што мобилниот го ставаш, конкретно еве за мојот Samsung, постои една хардвер се вика Samsung десктоп, чини околу 5000 денари, со тоа го ставаш самиот мобилен, го приклучуваш на монитор, го приклучуваш, браво, најде кај да се јавиш. Бог да чува. Добро, да го исклучам телефонот, да не биде ме вознемирува. Значи се работи за еден личи на оние чарџери што е, нели, безжични чарџери, го ставаш мобилниот и го приклучуваш на монитор, тастатура и маус и добиваш десктоп верзија на твојот оперативен систем. Фактички како да работиш на PC. Она што успеав да го видам од туторијалите на YouTube, прашање на време кога ја ова ќе го заменам со, мислам дека не би имале никаков проблем и од техника, пошто имаме нели тој девајс за да ја следите програмата, она што го пуштам од мојот компјутер, бидејќи во живо го правиме, ова да е некоја висока продукција, американска, која чини $1,000,000 по епизода, како што тоа го прават Late Night Show, сигурно ова све ќе беше снимено, ќе имаше човек специјално за тоа, но ние импровизираме и еве, успеваме некако 20, скоро 2 децении со голем интерес од јавноста. А сега, драги мои, the pleasure is all mine. Имено, во ова кесиче, во ова најлонче, во ова бакалче, ни се наоѓа новиот модел на Samsung Note 10 Plus. Го имаме на горната камера, го имаме и на... Добро, ете го 10 Plus, еве го и за страничната камера. Еве ти го и тебе. Да. Не е ова unpacking therapy, што ти ја знам, туку се работи за модел кој е веќе пристигнат, разграбан е низ градов, конкретно зборам за
Mobilix и едноставно да видиме што има во кутијата. Утре вечер ќе прикажеме па што софтверски некои можности, иако сега, но до утре вечер ќе му инсталирам некои работи, па ќе видиме како ќе изгледа сето тоа. На кутијата, во кутијата сама, има уште една кутија. Да, уште една кутија, кутијата сама, црно на црно е, така е тоа. Во неја се наоѓа она што веќе стана стандард, заштитната силиконска маска и тука е мобилниот. Веднаш го ставаме во силиконската маска за да го заштитиме при натамошно ракување. Секако мобилниот веќе е вклучен, не е ова прво негово вклучување. И има некоја разлика со другите, но малку подоцна, пред да видиме што има во кутијата. Адаптерот за струја е тука. Ова мало кутивче предпоставувам дека треба да биде кутивче во кутивче, а во кутивчето кутивче. Или што би рекол Јон Котески, едзеро, ведерото рипче, под рипчето камче, под камчето ништо особено. Стои така кадар, стои горни кадар. Прсти дебели, трапави. Овдека е алатот за хируршко отстранување на слотот за сим. Добро. Ама како го ставиле малечко. Добро, окей. Предпоставам дека има публика која едноставно и требаат вакви работи. Знаете што, сепак ова е технолошки, ова е во моментот врвот на технологијата во историјата на човештво. Значи, нема посовршен, поквалитетен и понапреден уред во овој момент, во даден момент. И ова не е само празна фраза, ова е факт. Секако дека во иднина и ќе биде надминат, но да видиме, имаме овде уште едно кутивче, во него се наоѓа, тука е кабелот за конекција со лаптоп, за чарджање, за USB-C. И ова се слушалките. Последниот период AKG е се присутниот, не се AirBuds, значи жичани се и со USB-C. Бидејќи, ако имате веќе претходно некој добар модел на слушалки, ќе мора да користите адаптер. Инаку, она што можам да ви кажам, имам искуство со AirBuds на Samsung, поточно не е на Samsung, туку AKG ги произведува, нешто поквалитетно, нешто подобро не сум користел. Мојот модел на Note 8 исто имав AKG. Нешто најдобро што сум имал како звук. Едноставно, перфектно си одговараат при репродукцијата. Океј, а сега да видиме, да го отвориме. Маскава прилично елегантно, овдека го оставив и убаво и елегантно делува. Она што можеме да забележиме, прво, ќе извадам сега повторно маската, самото тело, во суштина, дизајнерски не се разликува многу од претходните модели. Одлично лежи во рака, прилично е голем и она што го има како карактеристика, а го нема претходните, тоа е што нема копче од десната страна како што ги имаше другите модели. Мене во овој момент сум јас бунјола како ова се гаси. Запалење нема никаков проблем. Немаме инсталирано никакви софтвери, едноставно брзината, респонсот на овој 12 гигабитен
гигабајти со 12 гигабајти RAM и 256 гигабајти простор за складирање, едноставно одушевува. Позади можеме да видиме има два сензори, има 4 камери, 3 овие, една овде и самата камера, бидејќи целиот мобилен е екран, самата камера за селфи се наоѓа не е посебно одвоена. Зашто зборам? Зборам за овие работи. Да е горната камера за да се види разликата помеѓу едното и другото, а тоа е, гледате кај осмицата, мојата осмица, камерата се наоѓа од оваа страна. Не е подесен на, па изгледа скринсеверот го гаси веднаш. И сега некои интересни работи што зошто толку љубителите на Android го чекаа овој модел. Мене тоа нешто многу не ми значи, но има една финта која многу ми не ја сакаат многу. Тоа е AR emoji. Добро, ова е горната камера кога ја гледате, сега во моментов се гледаат двете горни камери. И сега можам да креирам мој emoji. Значи веднаш ме уклучи на селфи камера, да направам некоја глупа фаца. Уствари не треба да правам фаца, мене и ми онака. И сега што ќе прави? И сега имаме, значи си направив селфи фотографија, ставам дека сум машко, next, вие режија, ако се сомневате дека сум машко, само почекајте горе на пауза, ќе дојдам. Да, и еве го сега моето емоджи. Ова сум ја. Добро. Име. Име. Allow Samsung keyboard to use network connections to access the following data. Не. Кинески и така натаму. Allow. Добро, ова ја треба изглед. Нормално, мојата фризура, ваква фризура, може? Вака, русокос или црнокос? Русокос. Може со црвена коса. Ајде, нека биде така. Добро. Ке ставиме брадичка, ова како да сум дувал во ауспух. Пардон, тоа металците така кул биле они. Не. Чекај, ваква? Не. Има ли хитлеровка? Нема. Еве ја. Das is good. Фаца. Очи. Епа сега, блю ке ставиме, нели? Кај има светло блю. Може вака? Уште посветло. Еве вака. Добро. Што има друго овдека? Има опции. Какви веди? Носот каков? Добро, еве ваков. Усните? Еве, ко на црнец. Ушите? Клапуш? Не, спок. Така. Шо е Flickers and Moles? Да имам онако пеги и така. И сега што направивме? Добро. Облека. Добро. Аутфит. Значи, предпоставам дека онлайн може да се добие. Еве го мојот емоджи.
денеска во комуникација, секогаш текстуална, дали е тоа преку Twitter, Facebook, држи горна камера, Twitter, Facebook, Instagram или слично. Еве ме. Сега да имав стриминг на Facebook, ќе можеше да се види убаво. И сега ќе зборам и комуницирам со емоджи. Стои таму у тој кадар, ја ќе застанам од напред до камерата. Појма немав за оваа опција. Уклучи го овој бежичен микрофонот на десно. Не, врти се, кој што си беше. Врти се кој што си беше и држи го мојот мобилен. Го имаш у кадар? А што да ви кажам, драги мои пријатели и пријателки? Да идам напред, уште? Добро. Толку. Значи, овие се тие за африканци. Чекај да видам, ама не мораш толку зум. Одзумирај. Одзумирај подобро ќе се види. Дај, побрзо само. Оти ќе се, бидејќи ќе се вратам на место. Значи, ќе си направиш некој свој емоджи, со него ќе си снимаш видео, ќе си... Ова е добро, бе, ќе се направам ѓоа бебенци и вака ќе стримам и вие ќе викате, види го дете во шоу, бао правил, а може би да бидам и нешто вакво, или може би нешто вакво. Ова се тие нови модерни финти, нели, во живо. Silicon Graphics во 90-ти години, ова која го правеше, паѓавме во несвест, ама сега е нешто сосема друго. Кроко, јас сум Кроко, Океј, ова е дел од можностите која нака во од ги видовме со Note 10S Plus, минус и така натаму. Ова е Note 10 Plus. Одиме со мојот компјутер да видиме што вика GSM Arena. Објавено во август 2019, 196 грама, Android 9.0, димензии 162 на 77 на 8 мм дебелина, IP68 има заштита, значи до 30 минути може да го давите во вода. Не фала, вие давите. Тие работи искрено никогаш не сум ги пробал. 6,8 инчи, 114 cm квадратни или 91% screen to body ratio. Оперативен систем Android 9, најнапредниот до сега, а секако можете да го користите и One UI, може би повеќе за професионална употреба. Како процесори ги има најновите и најбрзи, тоа е octa-core 2x2 73 GHz Mongoose M4 и 2x2 4 GHz Cortex A75 и 4x19 GHz Cortex A55. Octa-core за USA и за Соединетите држави и Кина. Како графички процесор е најновиот мали G76 MP12, а е Adreno 640 EPA за Соединетите држави и за Кина. Има овој модел, има слот за SD картичка до 1 терабајт, внатрешна меморија има 256 гигабајти, 12 гига RAM, 512 гигабајти, има и со 512. Сега камерата. Една камера, втора, трета. 12, 12, 16 мегапиксели, секоја се разликува. Едната е широкоаголна, другата е телефото, значи повеќе за зумирање, и ултравајд е она уште со поширок агол. 3D VGA камера, LED флеш, 4K на 30 и 60 фрейма може да снима, значи 4K на 60 фрейма, тоа значи можете научно фантастичен филм да снимите со ова. Селфи камерата, со која и мене ме гледавте, е 10 мегапиксела, звукот е Dolby Atmos на AKG и така натаму и така натаму. Батеријата 4300 мАч
a utre večer ќе чепнеме малку повеќе и за она што е најбитно. А тоа се софтверите. Па ќе видам, ако го задржам вечерва и инсталирам софтвери, ќе види. Она што треба да го знаете, Note секогаш го има она најбитното, а тоа е неговото пенкало, кое може да биде прилично практично и да има дури и действија да функционира со тоа што и не мораш да го допреш, туку да го користиш како, нели, со air gesture, со само движење. Но навиката си е навика. Еве ги неговите карактеристики. Ова се неговите нели броеви. Го носи SMN 9750, што значи се работи за оригинален производ. Цена ситница, што би рекол сир Оливер. Зависто каде ќе го купите, цените се околу 1100 евра. Што се однесува до Mobilix, единствено што можам да ви гарантираме дека никаде во градов можеш да смениш кадар, благодарам режија. Никаде во градов нема да најдете поевтино. Ете, со здравје да се служите, заедно за убаво. Ја уште некое време ќе се задржам дури на распарчениот мој Note 8, пред да купам некој нов, кој и овака искршен. Не, дали е издржлив Note? Еве го. Погледнете како е распарчен. Расчеречен е просто. Стаклото е скршено, со ова бев и на море, веќе 6 месеци ми е ваков. Уште се думам дали да купам нов или да му го сменам стаклото, но го тестирам до максимум. И тука го имам скршено, и тука го имам скршено, и тука го имам скршено. Ми паѓал повеќе пати, немаше никаков проблем. Последниот пат кога рокна, во вода на мрежја, последниот пат кога рокна, тоа беше директно на бетон. Note е дефинитивно најпрофи, а очигледно сега ќе биде и најзабавниот мобилен телефон на пазарот. Ете, уште еднаш, со здравје се служите, а утре ќе видиме и некое програмче како функционираат, особено оние од геймерски аспект. Одиме со блок реклама.